За К15 да не ви приседне, до 15 пријавете дополнителен приход. Тогаш истекува рокот за поднесување на годишна даночна пријава во Управата за јавни приходи. К15 некој добија реално, некој формално, но обврска за пријавување имаат сите. Приходите од плата и регрес за годишен одмор ако ги има, за откуп, за закуп на кирии, авторски права, под договори за дела, остварени добивки од игри на среќа, приходи од откуп на цврст отпјат и лични примања од странство што ги има. Има и други приходи, за кои приходи кога ќе се обратат странките во Управа за јавни приходи, ако не им е познато, можеме да им објаснеме, да им помогнеме во потполнувањето. Оние кои екстра приход во 2014 оствариле, а нема да го пријават, ризикуваат големи казни. Казната е 500 евра во денеска противвредност. За физичките лица тоа е нормално. Колку жителите на Истокот заработиле од екстра приход во 2013 година, УЈП се уште не објавила. Годината претходно, меѓу најбогатите во државата, место обезбеди само еден. Станува збор за лице од Пробиштип кој од повремено вршење на услуги заработил близу 470.000 евра. За како вид на услуги станува збор, пробиштипјанецот не навел, но неверојатно е дека во прашање се консултантски услуги. Пробиштип беше меѓу 4 најдобри општини во државата и кога во прашање се капиталните добивки. Од продажба на хартии од вредност, учество во капитал и од недвижен имот, жителите на оваа општина оствариле приход од 400.000 евра. Во останатите категории, од вкупно 174.180 граѓани кои во УЈП пријавиле екстра приход, ниту еден не бил доволно голем за на Истокот да му обезбеди уште едно место меѓу богатите граѓани. Преклани меѓу 10 најбогати во државата имаше лица од Виница со дополнителен приход од 162.000 евра и едно од Пробиштип со пријавена дивиденда од 370.000 евра, додека во 2010 година двајца штипски пензионери кои тежеа половина милион евра.